Добар ден на сите прво. Почитуван председател на Асоциацијата на странски инвеститори во Република Македонија, господин Петар Штефан, почитувана подпредседателке, господја Ирена Јакимовска, почитуван председател на Сдруженијето на автомобилска индустрија Аврам Стојчевски, почитувани дами и господа, ви благодарам пред се за организацијата на ова нова средба, што ја ценам за исклучително корисна и за можноста што ми ја дадовте да уште еднаш продискутираме на оваа тема, која што јас многу често ја дискутирам и со јавност и по медиумите, а уште почесто во влада и веројатно некаде околу 20 до 30% од работното време го трошам точно на оваа програма, што јас лично ја ценам за исклучително важна. Она што сакам на почеток да го кажаме, треба да тргнеме од фактите и секогаш кога зборуваме за економија или за техника или за инженерство, тука треба да им веруваме на бројките, бидејќи само така можеме да дојдеме до вистината, а од вистината да тргнеме за да ги решаваме проблемите. Вистината во моментот во Република Македонија е дека има во делот на мерките, значи со директна државна помош, 23 компании се потпишани договори, но 19 од тие се активни, за жал 4 не се активни, и тие 19 компании се практично корисници на државна помош во Република Македонија. Бидејќи темата е како тие странски директни инвеститори да соработуваат повеќе со македонската економија, ние треба да тргнеме од фактот колку тие во моментот соработуваат со македонската економија. Кога ќе ги погледнете тие показатели, јас направив таква анализа и за жал тука бројките се поразителни. Тие соработуваат со македонската економија во делот на набавките, значи колку набавуваат од македонски компании, помалце од 1%. Тука зборувам само за компаниите кои што користат директна државна помош. Значи, тука имаме странски инвеститори кои што не се во таа програма. Еве, тука е таков Евана, го гледам ArcelorMittal и многу други, не зборуваме за нив, зборуваме за овие 19. Кога ќе видите структурата, тие 1% или помалце од 1%, точно се 0,8%, значи, што е структурата на таа соработка, ќе видите тие дека од Македонија користат обезбедување, купуваат храна, чистење или разни други сервиси во нивните фабрики, купуваат нормално електрична енергија, вода, бидејќи не можат поинаку од каде да купат освен од Македонија, бидејќи се поврзани на тој систем, и од прилика тука завршува соработката. И сега прашањето е колку тие имаат импакт врз македонската економија. Одговорот е малце. Да, тоа е добро, што се вработени 20.000 луѓе од прилика во тие 19 компании. Добро е што 20.000 семејства нашли таму екзистенција, но трагично е што најголем дел од тие 20.000 вработени не се прво вработени, него се превземени од од другите компании кои што екзистираат во Република Македонија. Со тоа морам да кажам дека е создадена нелојална конкуренција, да некој кој што користи субвенција за државна помош, односно за субвенција за креирање на работно место и при тоа нема обврска да плаќа персонален данок, да сега може да ги превземе вработените од компаниите кои што имаат обврска да го плаќаат персоналниот данок, а при тоа не користат субвенција за креирање на работно место. Без да споменувам имиња на компании, можам само да кажам дека има компании кои што користат 11.000 евра субвенции за креирање на работно место, а при тоа даваат 200 евра нето плата на вработениот, за кој што земале 11.000 евра и при тоа за него не плаќаат персонален данок. Како и нормално они сега веќе на пазарот на трудот може да си одберат кого сакаат, бидејќи со таква субвенција без никаков проблем може да превземат било кого од било која компанија. Тоа е рамката, значи, во која што ние... Меѓутоа, вие донесовте одредена мерка. Да, сега до таму ќе дојдам, ако ми дадете време, не знам колку време ми давате да зборам. Јас, пошто сум професор, ние сме на 45 минути сетирани. Слободно. Ама ќе гледам побрзо ова да биде, само сакав да дојдам до фактите. Видете, што треба да се направи? Секако треба да се направи поддршка. Од друга страна пак се направи еден амбиент во државава кој што исто така многу лош и негативен, а најмногу неточен, а тоа е дека новата влада е против странските директни инвеститори. Ова сакам да го подвлечам, бидејќи тоа не е точно. Зошто? Затоа што ние направивме мерки, кои што сега
ќе ги кажам најбитните од тие, кои што ние ги обзнанивме, па отворивме јавна дискусија. Таа дискусија траеше 2 месеца. Сите се произнесоа по сето тоа, вклучително и стопанските комори, меѓународните финансиски институции, значи сите чинители на економското живење во Република Македонија дадовме шанса да дадат забелешки и верувајте, во најголем дел тие забелешки беа поддржувачки, а сите подобрувања кои што они ги предложија, ние ги вградивме и тој текст на еден состанок од 4-5 часа вчера го затворив како конечен текст. И тој ќе биде обзнанен во следните 2 недели за сите. Што тој ќе содржи? Прво, да се вратам назад околу директните странски инвеститори. Направивме симулација, бидејќи една од критиките беше дека не е предвидлив колкав буџет ќе тоа троши. Така да, ние практично направивме симулација врз база на показателите од 2016 година, тие ги имаме во државата, за 17-та ќе ги имаме нели во февруар 2018-та, направивме симулација колку тие мерки би го коштале буџетот на Република Македонија и видовме дека ќе го коштаат помалку него што државата до сега трошела или во бројки помалку од 30 милиона евра, околу 30 милиона евра. Но ние се надеваме дека ќе го коштаат повеќе, бидејќи колку повеќе ќе дадеме, толку повеќе ќе биде поголем бенефитот. Но што е најбитно, направивме една друга симулација, што мислам дека е битна да се спомене тука, а таа е колку ги знаеме договорите на странските инвеститори кои што досега ги имаат во Република Македонија. И направивме споредба доколку тие инвеститори би дошле сега и би аплицирале по новата програма, колку би била поддршката по новата програма. И верувајте, и јас бев изненаден дека бројките се одлични. Кај некој е малце повеќе, кај некој е 3 пати повеќе, поготово е 3 пати повеќе, например, кај Ван Хол, кој што и како е добар пример за соработка со македонското стопанство. Но сега, тука, ако направите една поголема анализа, ќе видите дека, например, Ван Хол е лидер во таа работа. Ван Хол соработува 8%. А зошто Ван Хол соработува повеќе од сите останати? Затоа што Ван Хол го држи финалниот производ. Он произведува финален производ и може да ја носи одлуката независно со кого ќе соработува. Па купува шасии во Македонија, купува други производи, пластични и така натаму. За жал, структурата на останатите директни странски инвеститори кои што користат државна помош е непогодна. И тоа мораме да го кажеме и не треба да ги обвинуваме луѓето. Тие, значи и компаниите. Тие се во таква структура. Тие се во ланецот на снабдување на автомобилска индустрија. Имаме 3 компании кои што работат со кабли, имаме компании кои што работат други производи во автомобилската индустрија и вие, јас исто во претходната моја професионално живење и менаџирав со компании кои што прават и автомобилска индустрија, меѓу другото камиони, нели? Значи, мене ми е јасно, многу е тешко вие да измените производ во автомобилската индустрија. И сега вие, ако сакате да смените да купи онеден пластичен дел од Македонија, од било кој подизведувач, тој сега не може сам да одлучи. Тој треба да се јави во Мерцедес, Volkswagen, BMW, таму каде што го користат неговиот производ, и он таму да бара одобрение за таа работа, а тој процес е захтевен од аспект на време, од аспект на финанси, а бенефитот за него како компанија е многу мал во таа работа. И за него тоа е практично непожелен, односно процес кој што нема голем ефект за него. И затоа ние мораме да внимаваме малце повеќе во моментот кога ги привлекуваме странските инвеститори, која категорија на компании тоа треба да бидат, за да може повеќе да соработуваат со македонското стопанство. И тука сега ќе ги кажам мерките. Значи, ќе кажам 3-4 главни мерки, има многу, ќе ги видите сите, но 3-4 главни се најбитни. Прво, тргнувајќи од овие бројки, од оваа ситуација што сега ја изложив, ние треба да креираме програма која што ќе биде ориентирана према резултати. Нема да биде список на желби, пошто имавме една таква пред 15 години на инвестициони програми, парите се потрошија, проектите никогаш не се вратија и тоа е тоа. Сега имавме оваа програма која што ова е резултатот, значи резултатот е да, 19 инвеститори, да, 20.000 вработени, ама и проблеми веќе ги кажувам. Сега треба да смислиме што е тоа што ќе ги надмине. Јас не викам дека све ова не чинело, јас само викам како да го направиме да биде подобро. Сега, како да биде сето тоа е следното е. Прво, програмата важи и за странски и за македонски компании подеднакво. Значи, било која компанија што сака да оди да работи во ТИРС, може тоа да го направи. Ќе ми треба многу време да образложам све, затоа ќе скратам и ќе кажам, тоа е првата работа. Втората работа е, програмата треба да биде врз база на јасни критериуми. Значи, нема разговор више, нема потреба никој да доаѓа кај мене у канцеларија да се пазариме дал ќе добие 2.000, 3.000, 11.000 евра покрирано работно место. Не, него викаме. Секој оној кој што ќе креира ново работно место
и при тоа ќе превземе најмалку 80% од новокреираните работни места од или агенција за вработување, најмалку некој да е 3 месеци невработен, или директно ќе го превземе од образовниот систем, или директно ќе го превземе од администрација, или директно ќе го превземе од фирма која што западнала во стечај и ликвидација, тие се 4 категории, за секој тој ќе добие 20% поврат од нето платата, ако даде плата над 18.000 денара, 50% повеќе од минималната плата дефинирана со закон, тоа е 18.000 денара. Што значи секој он, ако на пример вие имате сега гринфилд инвестиција и вработите 100 луѓе, и на тие 100 луѓе им дадете плата над 18.000 денара, за сите нив ќе добиете 20% поврат назад, што значи 3.600 за секого. При тоа само еден услов е, за да не стварате нелојална конкуренција на пазарот, да 80% од тие, значи 20% пак оставаме да превземете од стопанство, или 80% да бидат или од образовен процес, или невработени 3 месеца најмалце под биро за вработување, односно агенција за вработување, или стимулираме да од администрација превземете вработен, одма тоа, значи одма може, нема еден ден да нема застој во вработувањето, или пак некој кој што е од фирма, од ликвидација и стечај, веднаш да го преземете. Ако земете 80% од тие категории, 20% добивате. И това можете да добиете до 4.400 евра по вработен годишно. Значи, стимулираме да давате и големи плати. Така, значи и за менаджерите важи тоа. Единствено треба да се државјани на Република Македонија. Не важи за менаджерите кои што се дојдени од странство. Зошто? Да стимулираме да ставате македонски менаджери. Затоа што тие македонски менаджери поише знаат македонската економија и поише ќе се работуваат со македонската економија. Понатаму, следна мерка е секој кој што ќе направи нова инвестиција. И ова важи и за, например, не само за нови фирми, него сте имале до лани 100 вработени просечно, тоа го има во зарачна сметка просечен број на вработени, сега имате 120 вработени, нови, значи 120, значи 20 нови сте вработиле, ако од тие 20, 80%, значи 16 ги исполнуваат овие услови, за сите 20 ќе добиете стимул на... Така да секое ново вработување, не е битно дали е во ново формирана Greenfield, Brownfield, постојна компанија, ќе биде стимулиран. Следното е, значи, секој што ќе направи инвестиција. Ако исполнува, но основен услов е, сите компании мора како предуслови да исполнуваат два критериума. Да има пораст на приходите во фискалната година, значи сега ќе збориме за 17-та година, бидејќи тие ќе аплицираат сите после 1 март 2018 година, секој, значи, во 17-та година што има пораст на приходите во споредба со просекот од претходните 3 години, ќе биде поддржан. Тоа е првиот услов што треба да го исполни. Вториот услов е да не намалува број на вработени. Значи не мора да покачува, само да не намалува. Ако ги исполнува тие два предуслова, автоматски се номинира за овие мерки. Направивме симулација врз база на 2016 година, тоа се околу 7000 компании во Република Македонија што се eligible, значи што би се квалификувале да ги добијат овие мерки. Сите тие 7000 компании ќе добијат зависно од тоа што задоволуваат. Следна мерка е, значи, сите овие, секоја инвестиција што ја направиле во 17 година ќе добијат 10% поддршка, значи назад, поврат на инвестицијата. Ако се извозно ориентирани, плюс 10%, значи 20%, а за тоа што се стимулира соработка во регионот, значи со Вест Балкан 6 земјите, значи тоа се знаете кои земји, да не ги повторувам, тие што не се членки на Европска унија се во делот на регионот, таму ќе добие плюс 10. Па значи, ако само го има инвестиција, работи на домашен пазар 10%, ако го зголемува извозот 20%, ако се работува доминантно со регионот 30% на поврат на инвестицијата. Ако секоја компанија, сега доаѓаме до ова суштинава, и таа не ќе можат да исполнат постојните компании. Значи, ние не треба да правиме утопија, значи, ние не треба да работиме нешто што унапред знаеме дека тешко ќе се случи. Тоа е овие компании во ланецот на автомобилска индустрија. Нова мерка е повеќе, например, да го стимулираме Ванхол да дојде до тој процент, пошто он е блиску веќе, или сите идни, значи, инвеститори што ќе дојдат, да бидат од таква бранша што ќе може да се работуваат со македонската економија. Па така, значи, има мерка која што вика, секоја компанија која што во своите набавки ќе намалува производи кои што се најмалце 10 или 15% од македонските компании,
значи произведени во Македонија, да не биде тоа трговија, нели? Значи кој што само исклучува трговијата, све останато е дозволено, и мала преработка е дозволена, и пакување и препакување е дозволено, само да се стимулира, тие ќе бидат поддржани 1% од вкупните нивни набавки. Значи, што тоа значи? Ако некој купува 100 милиона евра производи, например, Ванхол купува 100 милиона евра за своето производство, репроматеријали, суровини и така натаму, ако од тие 100 милиона евра, 15 милиона евра се од Македонија, тогаш ќе биде поддржан 1% од вкупните набавки, тоа се значи 1% од 100 милиона, 1 милион. И така, ако ги земете сите овие мерки, ќе видите дека странските инвеститори, директни, идни, а и македонски, подеднакво, кои што сакаат да прават гринфилд и браунфилд, се во најдобра положба. Зошто? Затоа што он се споредува со нула. 5 луѓе да вработи е повеќе од лани, приход да направи од нула повеќе од минатите години, што значи он е автоматски квалификуван. Секој вработен, ако нормално го исполни критериумот 80% да земе од образовен процес, за тоа ги стимулираме, да ги запослиме младите, а не да сега одиме, знаете, да барате веќе вработени луѓе. Барањето на веќе вработени луѓе не само прави штета, прави нелојална конкуренција. И да земете луѓе од образовен процес, и сега да не повторувам кои све други категории, и ако 80% се такви од вашите вработени, 20% од платата добивате назад. И да не ги повторувам, значи, тогаш тој што е странски инвеститор добива за сите вработени. Тој гради нова хала, купува нови машини. Значи, за сите нови машини и нова хала, тие се во главно извозно ориентирани, ќе добие 20% автоматски. Ако продава во регионот, 30% автоматски назад. Ако пак соработува со македонскиве компании, купува производи од македонски компании, тогаш, апсолутно, значи, добиват овие 1% од вкупните набавки. И кога ќе направите акумулација на сето това, ќе видите дека тоа се сериозни средства кои што ќе бидат како поддршка за економијата, ама се детерминирани по резултати, значи се даваат по резултати, и што е многу важно, значи, тие прават раст на економијата, бидејќи само такви, значи, таквите мерки може да дадат резултат, што се ориентирани према резултати и да знаеме зошто сме ги потрошиле парите. И затоа сме направиле кост-бенефит анализа, симулација, и тоа сето ќе биде обзнането и ќе го видите сите, бидејќи на почеток беше таа програма, не би рекол критикувано, но ете имаше прашања колку таа програма ќе тежи, колку би била ефикасна, па немало симулација кој све би бил помогнат. Сега имаме многу прецизна симулација која што ќе бидете сите поканети и сите економски чинители во државата, и странски и домашни, на таа презентација на која што ќе биде, значи, завршна после сите нели дебати на кои што практично ќе ве информираме што конечно содржат мерките и симулација за истите во делот на големината на поддршката, значи интензитетот на мерката, колку тоа ќе го оптерети буџетот, во делот на кои резултати се очекуваат од тоа и во делот на тоа колку компании би биле поддржани, како би биле поддржани, а уште, значи, попрецизна симулација за директните странски инвеститори. Значи, ние преку оваа програма сакаме да атрактираме такви странски директни инвеститори кои што ќе дојдат во Македонија и ќе соработуваат со македонските компании. Значи, видете, Македонија има добро производство на храна, на прехранбени производи базични. Ние, како странски директен инвеститор, немаме ни една прехранбена индустрија. Сега се поставува следното прашање, например, од сегашните странски директни инвестиции, имаме 3 компании кои што се занимаваат со кабли за автомобилска индустрија. Дрекстер Мајер, ОДВ Електрик, Чагатай кабло, ако добро ги кажав, мислам дека добро ги памтам, и кога ќе земете сите тие кабел увезуваат. А ние сега во Македонија имаме фабрика за кабли Неготино што е под штече и не работи. Јас знам дека е многу тешко да се проработи, мене таа технологија ми е позната, јасно ми е како функционира фабрика за кабли. Меѓутоа, еве една убава атракција и за компанииве, а и за некој инвеститор да дојде да ја превземе фабрика за кабли Неготино. Зошто? Затоа што со тоа ќе биде домашно производство и они ќе купуваат кабел од Македонија, тоа им е доминантната суровина која што ќе ја земат, па нека добијат, значи, ово 1% од набавката, плюс ќе добијат разни други бенефиции и ги стимулираме, и веќе такви има се појавуваат. Зошто да увезуваме кабел? Знаете, они сите се увезуваат кабел од Тунис. А ние во Македонија имаме фабрика за кабли под стечај, што мирува, која што беше референтна во југоисточна Европа. Така да, еве, мислам, вака и на конкретен пример да го кажам тоа.
Извинете ако бев доста екстензивен во објаснувањето, но ценам дека беше корисно да сето ова го кажам. Odlično i to Vi беше i благодарам. naša ta ideja.